Почитување, здраво живо. Здраво живо, добар ден. Здраво живо. Почитувани граѓанки и граѓани на Охрид, драги пријатели, благодарам на ваквата чест што ни ја правите. Сепак е работен ден, иако крај на работната недела. Овде сте присутни, но верувам дека ќе има и што да слушнете и за што да дебатираме и како проекции и планови да правиме за периодот што предстои пред нас. И навистина ми представува посебна чест што сум денеска овде во Охрид на тема пред се економија, перспективи, прогрес, развој, и тоа не на било кој крај од Македонија, туку на нашиот убав Охрид. Теми кои што денеска ќе ги отвориме важни за граѓаните на Охрид, но важни и за граѓаните на цела Македонија, заради тоа што да, Охриѓани сите си го сакаме, ама го сакаме и ние од Струмица, и тие од Скопје, и тие од Прилеп, и од Тетово, и од Битол, од Команово. Но дозволете ми, еве пред да почнеме, јас сум обичен човек со реални чувства. Дозволете да изразиме едноминутно молчење на нашиот добар пријател, градоначалникот покоен, другорот Јован Стојановски. Човек кој што секако не задолжи сите и нас од владата, и охриѓани, и администрацијата општинска, секако и граѓаните, заради тоа што се вгради со љубов. За жал Господ сакал до тука да застане работата, а ние сите заедно да продолжиме понатаму, заедно секако и со неговото семејство, неговите деца, неговиот брат и сите пријатели и роднини кои што ги имаме. Охрид и тој го носише во душата, го носиме и ние, и верувам дека периодот кој што предстои пред нас навистина ќе покажеме сите еден квалитативен исчекор во севкупниот квалитет на живење во Охрид. Денеска сум овде со министерот за транспорт и врски и други представници на централната власт, со нас е и вршителот на должност градоначалник во Охрид, општинската администрација, заради тоа што навистина имаме одлична соработка која што имаме обврска да ја продолжиме. Овде се и функционерите во централната власт од Охрид делегирани, кои што истовремено се еден, така да кажам, сериозен притисок на развојот на целиот овој регион, позитивен секако притисок, заради тоа што убаво е сите ние да водиме грижа, но убаво е и Охрид да си има своји представници во водењето грижа за самиот Охрид. Сакам прво да отпочнам со мојата основа за оптимизмот кој што го негувам во периодот кој што предстои пред нас. И ќе ве потсетам сите дека свесни сме во нашата Македонија дека имавме еден тек кој што не влечеше надолу, а тоа беа отворените билатерални прашања со наши соседи, пред се со Грција, но и со Бугарија, отворени прашања внатре во државата кои што реално беа пречка за нашиот раст и развој. Македонија после бивша Југославија остана самостојна земја, надежите наши, еве на генерациите кои што се така моја возраст, малку помлади од мене, но и секако постарите, надежта беше дека ќе одиме напред, ќе одиме заедно со западниот свет, дека ќе имаме поквалитетен живот, дека ќе има повеќе пари кај граѓаните, дека ќе имаме опциите кои што секако целиот современ европски свет ги има. Тоа впрочем и не се случи од многу причини. Една од најсериозните причини беа тие наши пречки за интеграцијските процеси, кои што се главен предуслов за побрзо темпо на економски раст и развој, а и секако за подигање на економскиот стандард на нашите граѓани. Во едни вакви околности, после 27 години, заклучивме дека премногу беше пренамагање, премногу беше обиди за разговори, премногу национализам, премногу чувства внатре, а уствари сега изгубивме државата, губејќи го нашиот народ пред се младите луѓе. Охрид е еклатантен пример, заради тоа што дефинитивно и по статистика важи за
град и регион кој што со најбрзо темпо се празни, се сели. И ова е горчлив податок и информација која што на сите најмногу ни предизвикува порив да направиме нешто тоа да го спречиме. Затоа донесовме одлуки да преземеме храбри чекори, без разлика на политичка кариера, без разлика на политички однос. Во политиката луѓето се менливи и променливи, доаѓаат, заминуваат, но државата е таа на која што им служиме и таа ни е една и единствена, а и нашиот народ е тој. Во вакви едни околности, пред се поучени од 27 годишното минато, кога растот на државата беше 2%, 3%, 4%, а светот одеше со забрзано темпо од 5, од 7, од 10, од 12% раст и развој, главна причина да ги прекршиме работите беше таа. Втората причина беше отварањето на европските пазари, кои што и текако дефинитивно предизвикуваат развижување на севкупната економија, а со тоа нови работни места, раст на платите, квалитетни работни места и современи трендови на унапредување и усовршување на севкупното живење на секој поединец, секое семејство, општина, па и целата наша држава. И третата причина беше регионалните безбедносни околности, се решаваат отворени прашања, како што е косовското прашање, сензитивна е Босна и Херцеговина, да се обезбедиме трајно Македонија и да добиеме еден вечер мир, стабилност, сигурност, кое што и текако и треба. Во тој дух само ве потсетувам, не беше многу далеко 2001, пред некои 18 или 17,5 години, кога родители носеа одлука деца да пуштат на бојно поле во еден конфликт каде што се гинеше и слично. Сега веќе со постигнати решенија на овие крупни политички прашања во Република Македонија, тоа прво значи траен мир. Никој пат повеќе војна, вечна стабилност, сигурност, која што е важна за животот на граѓаните, но е главен предуслов за економската надеж, за прогрес, раст и развој на сите во државата. Во едни такви околности, уште еднаш само сакам да напоменам, поминавме сензитивен процес, ги донесовме одлуките. Парламентот изнедри сили да донесе одлуки и јас верувам не после 5 или 10 години, за неколку месеци бенефитите или користите, придобивките од ваквите крупни политички одлуки ќе ги почувствуваат граѓаните. Денеска прво имаме еден пријател повеќе, еден наш сосед, тоа е јужниот сосед Грција. Го гледавте и делот на дебатата кој што се отвори таму, драго ми што се порачаа позитивни пораки. Прв пат еден премиер зборува за егејците, за бегалците, за Мирка Гинова, за букварите во тоа време кои што се носеле. Прв пат зборуваше дека идентитетот наш, македонски, не е даден ни од Грција, ни од никој друг. Ни па некој може да го земе, тоа е наш, тоа е чувство, тоа е право. Ниту има аспирации на некој да го земеме, ниту има некој право на нас да ни го земе. Но конечно разграничивме. Донесовме праведна и правична одлука. Сите знаат дека регионот Македонија, историскиот регион Македонија, не е само нашата земја. Туку има еден север од Грција кој што се вика регион Македонија. Има еден дел од Бугарија, па да има еден дел дури од Албанија, Мала Преспа и другите краишта. Одлуката беше ќе останеме вака зачмаени, заглавени во проблемот и двете алтернативи ни се отворени. Едната е да ја нападнеме Грција, да ја окупираме со што, со камења во 21 век. Тоа е 19 или 17 век. Во 21 век одлуките целиот свет ги носи, подавајќи рака, градејќи пријателство, отварајќи ги границите и остварајќи перспективи на децата, на младите што доаѓаат после нас, да се работуваат, да се усовршуваат, да се дообразуваат, да бидат конектирани и да одат напред. На вака решени крупни прашања, целиот свет ги препозна и ги поздрави. Јас сум убеден дека и нашиот народ до крај ќе ги поздрави и ќе ги препознае. Ние сме различни заради тоа што ние сме со нашите чувства внатре. Сите наши пријатели надвор не гледат секако од аспектот на големината на одлуката, на моделитетот како да се изнајде решение да се разграничи наши македонци од грчки македонци, на пријателски начин да се гради иднина. Но кај нас се уште постојат чувствата. Јас сум убеден дека месеци се само во прашање, не години, кога и најголемите скептици
ќе ги видат придобивките од градење на пријателство и постигање на договор. Од кавги, дури и дома, не може да чекаме прогрес. Од расправи, од инаетање, нема иднина. Со диалог, со договор, со подавање на рак, со едно грлење, со убави зборови, може да чекаме перспективи. Така е во животот, така е во соседството, дома околу нас, во нашите семејства, така и во државите. Тоа е силната причина за да негувам оптимизам, за нашата мала Македонија, конечно да биде земја неоспорена од никој, со признаен македонски идентитет, со признаен македонски јазик, никогаш и никој пат повеќе неоспоруван, со јасни перспективи пред се, за средување на животот дома, но и над се економски прогрес за сите граѓани. Од тука сакам да најавам време во кое што дефинитивно економските придобивки од вака отворени процеси треба да бидат фокусот на владата, на парламентот, на председателот на државата, на општините, па дури и на сите граѓани во нашата земја. Сега е време да засукаме ракавите и да одработиме. Сакам како прв во извршната власт, прво да ви споделам информации дека имаме пријатели, големи пријатели, моќни, силни, Америка, Германија, Британија, Франција, цела Западна Европа. Соседите од нас, околу нас, ни се пријатели. Немаме ниту едно отворено билатерално прашање. Предуслов за помош и подршка секаква. Но најповеќе работите сега ќе зависат од нас дома. Растеретен човек сум и најавувам истоветно храбри одлуки, кои што лично јас, владата што ја водам, парламентот кој што поддржува, институциите и досега сме ги донесели. Доаѓа време, што викат германците, на арбајтен, на работа. Мораме да сработиме. Сите. Дали работиме во приватни фирми, пред се ако работиме во јавните администрации, мораме да сработиме. Ни просечна плата од 500 евра, ни таргетот кој што ни е да ги доживееме, италијанските, словенските барем на прв чекор плати, па после и германските и швајцарските плати. Доаѓаат со работа. Мораме да сработиме. Тромоста на јавната администрација мораме да ја решиме. Не може да продолжи времето да бидеме вработени колку да дојде платата на први, а да чекат предметите во институциите. Дури и во приватните фирми 8 часа работно време мора да си го сработиме, за да ја кренеме продуктивност. Севкупната продуктивност во Македонија, а со тоа и компетитивност и конкурентност. Јас сакам да ве уверам дека државата е подготвена да ги поддржи сите процеси. Заедно сите што сме алки во општеството. Граѓанинот, местната заедница или местната заедница и урбаната заедница, општината, регионот, државата. Сите мора да сработиме во периодот кој што доаѓа пред нас. Во такви околности сакам да знаете, државата ни е финансиска стабилна. Нашиот концепт е на било кој начин да ги враќаме парите назад кон граѓаните. Само граѓани со високо ниво на доходовност во своите семејства развижуваат економија и развижуваат држава. Нема зијан за државата ако најде безброј алатки како да вбризгува пари назад кон семејствата, кон граѓаните. Затоа што граѓаните ги трошат парите, затоа што ги плаќаат сметките, ги плаќаат даноците, вересиите, кредитите. Има една неповратна, бесконечна спрега на раст и развој која што овде се одвива. Од таков аспект донесовме и досега неколку мерки. И во иднина ќе носиме уште многу мерки. Само ќе напоменам неколку. Со воведувањето на ефтината тарифа на струјата, 11,4 милиони евра заштедуваат граѓаните на годишно ниво. Тие пари остануваат кај граѓаните. Со укинувањето на радиодифузната такса, по 190 денари беше таа сметката за еден телевизор што стигаше дома. Тоа е годишно 2000 денари по семејство, најмалку. Вкупно 20 милиони евра годишно останаа пари кај граѓаните. Со намалувањето на трошоците во катастерот, со сите други мерки кои што ги донесовме, како што се укинувањето на каматите, на долговите на граѓаните, со намалувањето на казните, со новиот закон кој што прво носи опомена и разговор од страна на инспекторот или службеното лице со граѓанинот или со фирмата, а после тоа
Дури ако се повторат истите грешки, следуваат казните, кои што веќе по новиот закон се рамноправни. Ако е мало дуќанче, тоа има казна од 50 евра, не 5000 евра како што беше до сега. Ако е голем, ја има големата казна. Казните се намалени до 60%. Напоменувам, прв пат доаѓаме со опомени и со разговори. Инспекторите не смеат да бидат плашила. Тие треба да го контролират државниот дел за да си ги собере државата даноците. Но не смеат да нанесуваат штета врз компаниите, врз граѓаните, заради тоа што постојат заради нив. Во такви околности се трудеме да изнајдеме еден куп алатки како да вратиме пари назад кон граѓаните. Еве го новиот закон за социјална заштита, заедно со законот за социјалната пензија, државната. Верувам дека во февруари ќе бидат донесени во парламентот за да може од март да стартуваат. Прво, најранливите категории на граѓани. Наши граѓани над 65 години немат стаж, никој не се прашуваат што живеат. Преку државната социјална пензија ќе обезбедиме просечно 40% од просечната пензија да добиват и тие граѓани пензија. Обезбедивме пари во буџетот. Социјалната помош ја зголемивме за 300%. Со донесувањето на законот, верувам дека за март социјалната помош исплатена на почетокот на април ќе биде зголемена од просечно до сега 3090 денари за просечно семејство во Македонија на 11.770 денари. Така е предвидена во новиот закон. Зошто? За да можат најранливите, најсиромашните, кои што ги гледаме на секаде околу нас, да имат колку толку достоинствен живот. Но со ваквата социјална помош ги вградивме другите механизми исто така. Тоа значи обврска на државата, на примателите на социјална помош, веднаш да им бара работа, да им понуди прв пат работа, ако не ја прифатат, добиват понуда за втор пат работа, ако не ја прифатат, се укинува социјалната помош. Целта е и државата да ја мобилизираме да наоѓа брзо работа. Треба да знаете дека во Македонија има 87.000 активни баратели на работа. Проблемот е што сите, или најголем дел од нив, барат работа во јавната администрација. Тоа не е здраво и тоа мора да го промениме. Јавната администрација ќе прими, ќе расте, луѓе одат во пензија, се празнат потреби или слично, но треба да се случи моментум кога платите ќе бидат повисоки во приватниот сектор, каде што ќе има поголем напредок во тој приватен сектор и така натаму и така натаму. Овие денови со нашата желба за да успееме да враќаме колку што може повеќе пари назад кон граѓаните, ги разгледавме еден сегмент на проблематични ситуации што зафаќа 200.000 граѓани во нашата земја. А тоа се старите долгови за струја, јас тоа го најавив пред една недела, тоа се старите долгови за струја пред Евана кои што ги имат граѓаните до 2006 година и до ден денеска се поизвршители со блокирани трансакциони сметки, нотари им пуштат нотарски и извршни исправи и слично. 200.000 семејства се заглавени во такви лавиринти. Нивната обврска или долг е 110 милиони евра. Тоа се наши граѓани кои што должат на Евана. Овие денови сме во длабоки преговори, волјата можам барем денеска да ја соопштам, штом ќе биде потпишан договорот и правно формално донесени сите одлуки и јавно ќе го објавиме. Но волјата од владата за преземање на своите действија е нотирана од Елем како партнер компанија од делот на производството на електричната енергија према Евана е потврдена и од Евана како приватна компанија е исто така потврдена. Намерата е да избришеме долг на граѓаните, кој што е долг потврден и се уште е терет на граѓаните, од 110 милиони евра. Тоа се огромни пари кои што ќе бидат исто така едно сериозно олеснување на граѓаните. Не застануваме тука. Сите мерки кои што ги имаме димензионирано пред нас се однесуваат како на било кој може начин да вбризгаме пари назад кон граѓаните. Моделот ќе го тестираме во март месец на повраток на ДДВ, а од 1 јули сакаме да го пуштиме во употреба. Дел од граѓаните се информирани, дел ги информираме и на ваквите трибини. Целта е од данокот кој што најмногу го плаќаат граѓаните. И го плаќаме буквално на секаде. Тоа е данокот на додадена вредност или така познат ДДВ. Да, 15% од тој данок изразен во секоја фискална сметка го вратиме назад кон граѓаните.
Проценката е меѓу 100 и 150 милиони евра пари да пуштаме назад према граѓаните годишно. Во такви околности, целта е дека преку организиран платен систем, со платежна картичка, веројатно со телефоните, кои што сите ги имаме, дури и картичка нема да има за потреба. Целта е сите пари кои што ги трошиме, а трошиме за се и плаќаме ДДВ за се. Ако излезете од надвор од дома, плаќате ДДВ за вода, за струја, за смет, да купите храна, леп, вода, средства за чистење дома, било што. Имате сметка фискална, има ДДВ на таа фискална сметка. Облека да купите, за вас, за децата, ви дават сметка ДДВ. Што и да направите? Велосипед, книги за децата да купите. Секаде има ДДВ. Целта ни е од 1 јули 15% од тоа изразено ДДВ да го вратиме на сите граѓани. Преку 80.000 апарати кои што ги скенира секој буквално телефон кој што го имате. На секоја сметка при потрошувачката го скенира и го имате на конто. Тие пари ви се на располагање за една јавна потрошувачка. Ние веруваме дека токму со тие пари граѓаните исто така ќе може да го дигнат својот семеен буџет. И не застануваме тука. Одиме и понатаму. Една од целите ни е работните места. Нови работни места и подигање на платите во севкупната економија во Македонија. Имаме успехи до сега со одлуките за минималната плата. Ја отворивме спиралата на покачувањето на платите. Минатата 2018 година ја завршивме со покачување од 5,6% повисоки плати за граѓаните. Или 1600 денари платите се подигнати во просек во Македонија на сите. Малку е тоа. Некој ќе каже, бе, ништо не осеќа на тоа. Но тргната е работата. Ако се случи тоа што го очекуваме, заради тоа што сме безбедна идна членка на НАТО, заради тоа што во јуни ги отвараме поглавијата и фондовите европски, кои што ќе вризгат дополнителни пари овде, очекуваме зголемен тренд на домашни и инострански инвестиции. Во Охрид веќе се случуваат и во најава се неколку. Во цела Македонија се случуваат. Во последната година имаме нови 17 странски инвестиции во вредност од 155 милиони евра само во таа фаза. Вкупно отвараат 4500 работни места. Такви ќе има многу по цела Македонија, не само во Скопје. Сите овие инвестиции ќе направат дополнителен притисок на побарувачка на работници. Ако го има зголемена побарувачка на работници, очекуваме и платите да почнат да растат. Тој што ќе плати најповеќе, тој ќе го добие. Работникот, без разлика дали е инженер, дали е некој технички персонал кој што треба во било која компанија. Очекуваме сериозен тренд на странските инвестиции во Македонија, но и на домашните капацитети во државата. Ликвидноста на банките е огромна, ликвидноста на државата е огромна, има сериозен интерес на странски компании према Македонија и јас сум убеден дека ќе успееме. Вредеше целата оваа политичка одлука, која што е горка, чувствителна и сензитивна, но вредеше заради днината. Сега со фокусот кон економијата, убеден сум дека конечно ќе има достоинствен живот овде во Македонија. За да може во перцепцијата на тие наши млади луѓе да одвратиме потребата на размислувањето да се замине надвор од државата. За да имат добри услови овде, со квалитетна и достоинствена плата, со услови и амбиент за живот доволно мотивирачки, да останат овде, да донесат одлука да стапат во брак и да чекат деца тука во Македонија. Целта е таа Европа која што ја замислуваме таму, да ја донесеме тука. И јас сум убеден, имаме одлична географска положба. Имаме работлив народ, кој што е докажан на секаде каде што го имаме по Европа. Еден од најработливиот народ, а и дома, само бара фер шанса за достоинствено платена работа за тоа што го работи. И убеден сум дека ќе успееме. Преку 70 милиони евра годишно алоцираме пари во буџетот за поддршка на инвестициите во индустријата. Преку Фондот за технолошки развој на државата. Преку Законот за поддршка на индустријското производство. Преку поддршка на малите и средните предпријатија. Преку поддршки секаков вид на стопанството. Целта е работни места со повисоки плати за работниците. Секако и одржлив развој за самите бизнисмени и компании кои што функционираат во Македонија. Убеден сум дека ваквите политики ќе донесат
и те како одлични резултати кај нас во државата. Но доаѓа време каде што политиката и политиканството треба да ги оставиме тие 20 дена за кампања. Треба да одработиме сите. Сите буквално, најповеќе, премиерот, владата, парламентот, тие што ги бираме. Но буквално сите, и општините, и граѓаните, и компаниите, сите. Убеден сум дека ќе успееме во тоа. На крајот, сакам да споделам со вас нашите намери за Охрид, на кои проекти работиме. Ги почнавме уште за времето на Бакрачевски, неколку состаноци се одржаа кај мене, продолживме со покоен наш другар Јован Стојановски, еве сега продолжуваме со ВД градоначалникот и ќе продолжиме после изборите да ги реализираме. Основавме државно предпријатие колекторски системи. Тоа е основано. Овие денови се конституираат управните и надзорните одбори, за да можеме да го преземеме Проаква директно горе. Проаква должи 900 милиони денари. Комплименти за сегашното раководство, 120 милиони денари имаат вратено обврски, но тоа не е доволно. Општините се изблокирани, и Охрид и Струга, и тоа е голем проблем. 400 милиони денари должат само за струја на Евана. Со ваквото преземање, државата ја презема обврската за колекторскиот систем во Охрид. Што значи тоа? Не може само Охрид и охриѓани да водат грижа за Охридско езеро и за Охрид. Дел пари се веќе предвидени во буџетот, дел со основањето на овие сите институции ќе бидат допредвидени, за да можеме да го зајакнеме комплетно колекторскиот систем. Веќе проектираме пари, за да го реновираме, комплетно санираме со внатрешни цевки во самиот колектор, двете слаби точки на колекторот. Јас сум влезен детално и ги знам дека само 3 пумпни станици работат, 18 не функционираат, делот од Канео према Струга е главно за санација и делот што е према председателска и премиерска вила, мораме да ги санираме заедно со филтер станиците. Проекцијата е испроектирана некаде околу 4 милиони евра. Имаме можности за грант, ако не ќе оплатиме од државен буџет, за целиот колектор да го ставиме во функција. Но се создава можност да се основаат нови водостопански предпријатија самостојни под општината и Охрид, водостопанство Охрид или водовод Охрид и водовод Струга, да се разграничат и да имат иднина. Тоа е еден од најсериозните фокуси кои што ги имаме. Знаете дека дислоциравме некаде 480 милиони денари за да му помогнеме на Охрид да ги плати обврските. Во целиот овој пакет од 900 милиони денари кои што државата го презима, овде буквално од локалните предпријатија и од општина Охрид. Не е само долгот према Евана од 400 милиони. Има некаде околу 258 милиони денари према државата за МЕА програмата, за кој што беше блокирана сметката порано и на Проаква, но континуирано и на општина Охрид. Целта е општината да ја дигнеме на носи, да биде силна, да биде моќна, со одблокирана сметка и да им служи на охриѓани. При тоа сме насочени на неколку други проекти. Работиме на проектот на касарната. Веруваме дека касарната може да биде одличен мегдан за локален економски развој. Затоа што е тука, во урбаното јадро, досега беше бела зона и немаше ниту урбанизми, веруваме дека може да биде добар двигател на развојот на Охрид. Водоснабдувањето на селата од поранешната Коселска општина и град Охрид со зафаќање на свинишките извори. Тоа е еден значаен проект на кој што работиме, со што трајно обезбедуваме водоснабдување на целиот овој регион и на градот Охрид со 150 до 200 литри во секунда гравитациона вода, која што треба да реализираме. Покрај ова, реконструкција ќе правиме на водоводната линија и фекалната канализација и изградба на нова атмосферска канализација на улицата Ава Семин, главната, која што е важна. Знаеме што не се случува, веќе е во транспорт и врски, проектирани се пари, овие денови очекуваме тендерирање да се случи. Ке зборува и Согарески точно и за овој проект. Реконструкцијата на улицата Македонски просветители, кој што исто така е многу важно. Реконструкцијата на објект Кеј Македонија Охрид, пред одлука, знае, ВД градоначалник, секретарот, покојан Јован буквално спиеше. Тоа се пари од Европска унија преку Светска банка, заедно има дел партиципација државата, за да го решиме трајно кеот овде, кој што треба да биде со валобрани и трајно решавање да имаме буквално на оваа
толку драгоцено катче, познато во целиот свет, но важно за целата наша Македонија. Да не зборувам за сите други проекти кои што не се предвидени. Сакам да знаете дека главно сме насочени на туристичкиот развој. Конечна цел е да подигнеме квалитет на доходовен туризам. Имаме туризам во Охрид за она што ни од надвор. Ги подржуваме. Отворивме нови линии, ќе зборува Сугарески, ќе ги изголемуваме линиите на крајните дестинации, но мораме да продуцираме квалитетна понуда овде, да дојдат малку побогати туристи. Тоа го знаеме сите. Заради тоа што се случува да имаме странски туристи. Мили и драги ни се, но го гледате влегува во ресторантот, си носи вода со себе. Мислам, мора да направиме нешто ако сакаме да го дигнеме туризмот. Работиме на можноста да се направи марината, да го совршиме тој целиот дел овде во Охрид, заради тоа што тоа ќе продуцира малку побогати гости овде кои што ќе доаѓаат, ќе остават малку поквалитетни пари овде за охриѓани, кој што исто така е важен дел за севкупниот развој. Паралелно мораме да го следиме и индустријскиот развој. УНЕСКО ни е драгоцено. Парламентот формираше специјална комисија, заради тоа ги откажавме сите средства од Европска банка за обнова и развој, се додека комплетно не го заштитиме УНЕСКО. Тоа го правиме и со колекторскиот систем, тоа го правиме и со сите овие интервенции кои што ги имаме овде. Охрид е светско богатство. Не е ни само европско, не е ни само наше македонско. Светско. Должност ни е пред светот, не само пред нашите деца. Комплетно да го заштитиме. Мораме да го пролонгираме туризмот временски, да трае подолго, со комплетна понуда која што ќе продуцира да не само тие 2 месеци, 2,5 месеци има некаков туризам во Охрид. Мора да има во континуитет со целата понуда која што треба да испорачаме. Само општината не може, мора државата да се вклучи внатре, за да тоа го направиме. Јас сум убеден дека и за Охрид и за охриѓани доаѓа на вистина добро, квалитетно време со сите овие намери. Гледате дека немавме никакви предрасуди. Од која страна бил градоначалникот, какво било мнозинството на Советот. Со промена на власта, веднаш почнавме да ги отвориме овие прашања. И ќе ги тераме до крај. Затоа што Охрид мора да биде грижа на сите нас во државата. Јас сум благодарен и на владеачкото мнозинство, и на опозицијата од Охрид. Затоа што сите работат за Охрид. Сите сакат да дадат свој придонес за Охрид. Навистина фокусот е голем и верувам дека ќе успееме. Почитувани сограѓани, драги жители на Охрид, мене ми е драго што можам денеска овде на вас на трибина, а после и преку вашите прашања, да димензионираме сериозна иднина и на Охрид, на Охридскиот регион, но и на нашата Република Македонија. Јас сум Зоран Заев, кој што имаше храброст да предводи борба овде и ќе завршам. Бев еден од еднаквите, или прв од еднаквите, кој што смогна сили, засука ракави и рече, ќе падне хибриден режим во државата, ќе бидеме нормална земја. И успеав. Се зафракава некој која вика, еве го и овој како другите, името ќе решил, НАТО ќе сме влегле, Европа ќе било, еве го решив. Покажавме храброст. Најавувам иста храброст и за економијата, и за стандардот на нашиот народ. Но секој пат, кога тоа во минатото се случуваше, ми бевте потребни вие, нашите граѓани, и верувам дека заедно ќе ја истуркаме оваа работа. И ќе им докажем и на децата наши, и на внуците наши, дека видовте ли бе дека може, ако се сака. И може. Јас ве уверувам, добивме се од договорот што можеме да посакуваме. Ќе им докажеме на генерациите после нас дека сме овозможиле сите ние заедно и сме им оставиле татковина со која што ќе се гордеат, која што ќе ја сакаат, која што ќе води грижа за нив и ќе им биде доволно привлечна и мотивирачка да ни останат овде, да живеат во Македонија. Оти на крајот на денот пусто еден живот имаме сите. Немаме два. И сакаме да го поминеме со децата наши, да чекаме внуци овде и да се радуваме на економски стандард достоинствен за овој крај на европскиот континент. Ви благодарам на сите и останувам на располагање за вашите прашања. Благодарам.